Благодарам, председател. Почитувана колешке Лолита Ристова, јас ви благодарам за одговор и еланот со кој зборувавте, енергијата која што ја вложивте во вашиот одговор и верувате, посакувам да се преселам во општина Неготино. Шалата на страна, тука сме во собрание на општина на Република Македонија и јас би апелирал со ваква енергија и жестина да зборувате во вашите партиски структури, собраниската пратеничка група и така натаму, да се подигнат капиталните инвестиции на ниво на Република Македонија. Затоа што, согласно ребалансот на буџетот кој што ни е доставен и согласно анализата од владата доставена, оваа ставка капитални расходи е намалена за 22,5%. Така што ја ценам вашата заложба за Неготино, меѓутоа мора да таа ваша заложба енергија ја проширите низ целата територија на Република Македонија и да сите ние граѓани на другите општини го доживееме бенефитот кој што го живеат граѓаните во општина Неготино и во насока на конструктивност да искористам можноста, бидејќи сме при крај со расправата, ајде да помогнеме во справување со ковид кризата. Денеска Европската комисија објави неколку модели како да се справиме со подобро да се справиме со корона кризата и едниот од тие модели беше масовното тестирање, па со ваква жестокост, енергија и елан кој што го имаште во говорот, апелирате кон министерот за здравство Венко Филипче, не мора масовно тестирање на сите граѓани во Република Македонија, меѓутоа за оние наши здравствени работници кои што се во првите редови, за кои што овдека зборувавте и емотивно ги злоупотребувавте, ајде да овозможиме еднаш месечно корона кризата во првите борбени редови, да ги тестираме бесплатно во текот на корона кризата. Еве ви конкретен предлог од опозицијата, ајде со оваа енергија, жестокост, лобирате кај Министерот за здравство, здравствените работници еднаш месечно бесплатно да се тестираат за коронавирус. Да сме сигурни дека барем тие се заштитени и се сигурни дека нема да го шират вирусот. Тоа, верувам, ќе се сложите, го заслужуваат. Ви благодарам.